Доколку Ковачевски не се изјасни кој од двата предлога за него е прифатлив, нема потреба од никакви понатамошни разговори помеѓу ВМРО-ДПМН и СДС. Ако Ковачевски се изјасни и прифати еден од двата предлога, тогаш следен чекор е нова лидерска средба. Без да има конкретен одговор, ВМРО-ДПМН не мрда со прст. Предлозите се јасни. Сега сите политички партии, вклучително и ДПМН, се согласни дека овој парламентарен состав има полн легитимитет и целосен мандат да ги спроведе уставните измени за да продолжиме по европскиот пат. Дополнително, ДПМН нема ништо против внесувањето на бугарскиот народ во уставот. Последна година ова е значајна промена. Дојдени сме до точка од која што треба да продолжиме понатаму, да разговараме и да не се навраќаме наназад.